Еве назад во студиото во наредните 10-15 минути од прилика ќе разговараме со долгогодишниот истражувачки новинар Горан Левков. Имено и тој е дел од оној базен на анализи во што е она што не донесе до оваа политичка криза. Левков, дали се слушаме веќе? Да, се слушаме. Поздрав до гледачите на утрински брифинг. Благодарност. За почеток да прашам, Левков, според она што е согледливо во јавниот дискурс и начинот на кој што сега се развиваат настаните, дали пред се локални избори ја отсликуваат позицијата на централната власт? Може ли таков заклучок да се донесе? За жал, сте во право, и тоа сте многу во право. Локалните избори практично беа рефлексија на гласањето на локалните избори беше рефлексија на незадоволството од водењето на државата на централно ниво. Јас пред неколку дена напишав и на ова, на мојот Facebook профил, дека практично имаше неколку добри градоначалници, не сите, кои настрада од како резултат на лошото владење што го имаше владата на Зоран Заев на централно ниво. Тоа практично ова е рефлексија доколку утре имаме избори и јас лично на парламентарно ниво очекувам чисто пресликување на гласањето за советници. Гласањето за градоначалници не е толку релевантно во делот во односот на централна и локална власт, но гласањето за советници е многу релевантно. Може би само мала предност да добијат големите политички партии, затоа што во помалите општини има една тенденција каде што неколку совети веќе во малите општини се освоени од независни кандидати, значи веќе 2-3 изборни циклуси на локални избори поред. Имаме независни кандидати кои на некој начин го контролираат овај советот или имаат доста големо значење, например 30-40% од гласовите, бидејќи во тие мали заедници многу полесно се собираат гласови помеѓу луѓето. Луѓето се знаат едни со други и овие мас комуникации, масовна пропаганда како телевизија и интернет и многу не допираат, затоа што практично во некои општини, например, посебно рурални општини од 2-3 илјади жители, имаш ситуација каде луѓето се познавале 30-50 години, го знаат човекот за кој што гласаат во најмали раце. Левков, не толку одамна беа парламентарните избори, со оглед на тоа што централната власт за исполнување својот целосен мандат има уште 2,5 години. Тогаш како во толку краток рок се има променето расположението кај гласачите? Мислам дека расположението кај гласачите се промени во делот кога видува дека оваа власт на некој начин веќе забега. Како мислиш забега? Бидејќи во 2 години не може да донесат толку политики колку што сега не може, релативно е. Меѓутоа не може да донесат толку политики кои што би го смениле целиот правец на политичко делување, на размислување во државата. Не се 2 години, за нив веќе се 6 години. Значи луѓето ги следеа 5-6 година, ги следат како работат, да ве потсетам, значи во меѓувреме се случија неколку катастрофални работи во државата за кои што власта реагираше многу лошо. Значи да ве потсетам, мои некои лични проценки и убедувања се дека власта на Зоран Заев може би изгуби 30-40 илјади гласа само затоа што Венко Филипче не поднесе оставка на денот на случувањата во Тетово. Имаме мал милион други такви скандали за кои што граѓаните во Македонија веќе не се подготвени да простуваат скандали на политичарите. И тоа ме радува, значи израснува една цела нова генерација на гласачи кои што признаваат само тоа што е остварено. Значи лаги во смисла вака, така или ние сме добри, ама ова ни се случи лошо, веќе не признаваат и најмалку бараат одговорност кога ќе се случи нешто. Значи имавме пар скандали што и како ја го рушат угледот на владеачката гарнитура помеѓу граѓаните. Апсењето на амбасадорот во Србија за
скандалот во што го направиле во Ерменија. Подоцна имаше на еднаш на два пати апсења на македонски дипломати во Италија. За не знам за транспорт на дрога или не знам што акцијата на ДЕА што беше во Прилеп, што го фатија началникот на полицијата како да транспортира нелегално дрога. Значи се тоа одат, сите тие негативни поени одат на контото на владењето на Зора Заев и на СДСМ. Од друга страна, некои работи што ние не ги гледаме или така ни поминаа во делот на корупцијата, која што е моја специјалност, ни поминаа така многу нечујно. Имаше ситуација кога Зоран Заев сакаше со неговата влада да протне тројца уставни судии за наредните 9 години да се обезбеди. Една од тие беше Цветанка Иванова, мислам, од тие кандидати кои што кружеа во новинарските кругови, што лично не сметам дека Цветанка Иванова е најидеалниот кандидат за уставен судија и уште два тројца други. Практично тоа ќе беше воведување на груевизмот, за мене само со заевизам. Луѓето се премногу осетливи на корупција, кај нас е корупција. Повелете. Да, реков, зборувајќи токму за корупција и за начинот на како што велите вие, гласачите не ја простуваат, нити најмалите скандали. Тогаш цела таа една логика добро, овде се однесува за централната власт, но цела таа логика се коси со резултатите во Карпош, ако ги погледнете, бидејќи например актуелниот поранешен, па сега повторно актуелен градоначалник беше во милион такви скандали, еве денот пред да ја преземе функцијата се најде на суд. Па тоа е всушност болката што ја носи секој новинар и секој борец на корупцијата во било која земја во светот, не само во Македонија. Значи има еден канал преку кој што мафијата и мафијашките структури влегуваат во делот на демократијата и узурпираат демократијата на начин што ги корумпираат многу ситните луѓе ги корумпираат. Од тоа што јас знам, за Карпош гласале луѓе кои што живееле во Карпош, кои што имале мали куќи на пример или така, сакале да добијат згради и станови, и тоа било главната база што во вториот круг гласале за Стефче. Секако дека има вистина, секако дел од луѓето ќе го негираат тоа, ама од друга страна не можем да најдам друго поразумно објаснување зошто толку многу гласови можете да дадете на еден политичар за кој се врзани на коруптивни афери. И најголемата болка во целата работа, например, кај нас новинарите или кај другите луѓе што работат во борбата против корупцијата е има едно правило во борбата против корупцијата која се нарекува тајнината или тајноста е местото кај што се раѓа корупцијата. И таа најдобро се бори со јавност, кога ќе ги обелодениш нештата, на луѓето ќе станат јасни. Сега проблемот овде е што и покрај тоа што им е јасно на граѓаните на тие 6000 или колку гласачи што гласале, тие свесно влегуваат во корупција, лишејќи се од јавните добра да добијат нешто некоја приватна корист. Тоа е нивната некој приватен бенефит што на крајот ќе се удри од глава не само на нив, туку и на сите, туку и на идните нивни генерации. Ама имаме премногу себичен пристап на тие луѓе кон нештата, затоа и се случуваат на крај во делот исто така ќе се врата на борбата против корупцијата. Имаше една изрека, мислам на еден италијански професор, беше корупцијата започнува на денот на изборите. Ако избереме коруптивен политичар, значи ние сме ја завршиле работа во наредните 4 години да се давиме корупција. А многу тешко се бори корупцијата кога вие нема кога имате реални услови и реална желба за борба, многу тешко се враќа на појдовно ниво во нормални услови, а камоли ваква ситуација која ќе добиеш еден. Да се вратиме повторно на политичката криза, да сумираме некаде со разговорот со оглед на случувањата таму. Во моментов се неколку сценарија, тоа е дека се кокетира околу прашањето кој има парламентарно мнозинство, од една страна опозицијата некако како 61 пратеник да ги нема собрано, од друга страна пак владеачкото мнозинство воопшто не делува стабилно. И сега се наоѓаме на, како што
велат нели во фудбалски термини на некаде пата. Можно и се неколку сценарија. Едното е гласање недоверба на владата, преземање на парламентарното мнозинство без избори. Другото е парламентарно мнозинство кое што ќе распише избори и третата опција е да остане истата влада. Во овие вакви три сценарија, може ли да се проектира каква ситуација ги очекува сите граѓани кои што се засегнати од овие избори, бидејќи на многу луѓе им зависат можеби работни места од одредени конкурси, на други луѓе им зависи кој ќе ги решава овие енергетската криза, кој ќе ги решава кризата со покачувањето на цените. Кој би било најпроизволното сценарио? Па и јас очекувам дека ова криза ќе продолжи. Значи, ние влеговме во криза во моментите кога Зоран Заев склучи сојуз со корупцијата и влезе во тие коруптивни сделки, ние веќе влеговме во криза. Таа криза веќе се рефлектираше на претходните парламентарни избори во 2020 година, кога веќе гласовите беа пата. А проблемот што сега Македонија го има, значи луѓето не ја поддржуваат на владата на Зоран Заев, но од друга страна не ги поддржуваат ниту политиките на опозицијата. Во овој момент, од друга страна, имаме една партија само која на последните избори имаше повеќе гласови, мислам имаше раст на гласовите, значи сите други се во слободен пат на гласовите. Кога ќе погледнеме локалните избори, имаше една партија Левица која што имаше раст на ова, ама искрено мое мислење е дека Левица повеќе ја узурпира желбата на интелектуалната маса во државата и на неопределените, отколку што на вистина има желба или капацитет нешто да промени. Значи, кога ќе погледнеме од нивните ставови од левица, од името до крајно десни ставови, значи веќе гледаме дека нема концепција, дека нема нешто повеќе. Да се вратам во делот на големите партии, значи ВМРО ДПМН јако освои толку многу градоначалници, тие се во минус според бројот на гласови во однос на претходните избори, кога на претходните избори беа потопени. И така да имаме предвремени избори сега, значи ВМРО ДПМН ќе биде пак таа губитничка партија или ќе биде со многу тесно мнозинство. Од друга страна сега имат власта на локално ниво. А власта на локално ниво од друга страна треба да го покаже пак тоа грдолице на тоа нереформирано ВМРО ДПМН на времето на Никола Груевски. И очекувам тоа да се рефлектира пак во нареден пораст на ВМРО ДПМН на следните избори, а за жал во СДСМ не направија ништо подобро, дека и тие се влезени во корупција, и тоа дебело се влезени во корупција без желба за спроведување на реформите, без желба на исполнување на критериумите за влез во Европската унија, значи колку и да се удираме во гради дека нас Бугарија не запира, а да не заборавиме дека првото запирање на Македонија беше од Франција и од Холандија преку Албанија. Значи тие не се убедени дека ние воопшто ги исполнуваме критериумите, и од друга страна и тоа е вистина, кога ќе погледнеме дека индексот на перцепција на корупцијата ние постојано паѓаме, требаше да има реформи во судството. Ги нема тие реформи. Практично таа банда што судеше додека беше Груевски суди на истиот начин и сега. А во делот на обвинителството немаме никаков помак. Значи дури и полошо. Во Академијата за суди и обвинители Драги Рашковски направи софтвер за избор на суди и обвинители, кој што не знам уште со какви мани не е. Ова што е сегашната директорка го спушти критериумот за избор на суди и на обвинители, просекот го повлече како услов. Значи не е 8,5, туку го сигна надолу. А имаше ситуација дека во судовите Зоран Заев сака да наметне свој уставни суди да биде мирен во следните 9 години, да има некоја доминација во судството. Значи главните сектори на кои што ние треба да испорачаме реформи стагнираат или не се менуваат воопшто. Паѓаат надолу. Значи не стагнираат, овие паѓаат надолу. И имаме сега дупло дно во моментот кога беше Груевски на власт, сметавме дека го допревме до дното, дека ова е диктатура, дека ова. Сега имаме дупло дно во кое што паѓаме надоле и нема изгледи, не гледам простор каде што овие може да се поправат. Добро. Горан, ти благодарам за оваа анализа. Сигурно кратка е, меѓутоа има доста содржина во неа.
во она што можам да го приметам или да го извадам како заклучок на еден начин е дека ако ништо друго ние се уште се бавиме со системот кој што е узурпиран од пред се политички партии. Да, тоа е. Ви благодарам и на вас.